следна е петтата добитничка, така, со... Васе Георгиевска. Ајде, Васе, честитки и за тебе. Ајде да видам кому ќе му донесам среќа. Ајде. Симона Видеска. Добре. Симона. Подарок е за тебе. Чекај. Уште колку имаме? Изгубивме или според наградите ќе видиме. Подпис. Погледнете. Својрачен, личен. Не можам, ова нема шанси да го... Има ли некој што се подпиша не со име и презиме, туку како на барање за пасош или лична карта? Или неќе да... Ајде да се обидеме, Мара, вие? Не би можела да прочитам. Како ви е името? Ајде, господјо, повелете. Има да. Ајде, таман ќе ни кажете зошто така се подпишавте. Сакавте на брзинка и скратно, така. Повелете и честитки. Така, ова е ваша... Честитки. Дали Ивана се појави? Ивана? Ивана Иванова исто така добива награда, ете се појавила. И уште колку имаме, Мара? Опа, значи ова е 7 плюс 8 еднакво 10. Ајде. Колку има таму? 7. Добре, да. Еве ова. И останатите две ги влечеш ти. Розита? Тука е и Розита, мислам, така? Да. Ајде, Розита. Аплауз за Розита. И уште две. Мара да продолжам јас уште едно јас, едно ти и готово. Ајде да видиме. Не се гледа тоа. Браво, секоја чест. Следниот тестимонијал еве кој ќе биде. Дајана П. Комненова. Браво. Браво, Дајана. И маркетинг менаџерке. За крај, вие ве молам, последниот, да видиме дали некој господин добитник, инсистирате на тоа и господата да си користат мерч, зошто да не? Теодора Ваклиновска. Таа ќе му го подари на сопругот или момчето или синот, на момчето. Ајде, Теодора, честитки за тебе. Ќе го дадеш на момчето или не? Ето така, отстапка. Благодариме многу на Елфарма за тоа што направи една убава ваква возбудлива наградна игра, ги ангажиравме и присутните и си добија прекрасни, се разбира, производи, подароци. Ви благодарам. Благодариме и на вашето учество на ова предавање, благодариме и на организаторот што не покани да го реализираме ова предавање. Така е, секако еден голем и убав аплауз. Аплауз секако дека ќе има и за ресторанот Бела, за винаријата Тиквеш и за рефреш партнерот Роса, затоа што сега е време малку да ги наполниме батериите, да каснеме, да се освежиме и се надевам да има многу да се напиеме. Добре дојдовте назад во салата. Продолжуваме понатаму, остануваат уште 4 многу интересни панел дискусии. Оваа посебно има интересен наслов.
Насловена е "Дали ѓаволот ја однесе Прада", мода во земја каде што просечна плата изнесува 350 евра. Ова 350 евра е статистички податок, некои веруваат, некои не, но она во што сите веруваме е дека секоја жена во Македонија сака да изгледа убаво, сака да следи што е модерно и сака да го изрази својот стил преку таа некоја невербална комуникација наречена мода. My favorite thing to do with time? I think time speeds up when you're having fun. Maybe that's a bad thing. Yeah, I think there's moments that time can definitely slow down. It's challenging to stay completely present and stay in the now, but I think it's a gift. Ве молам за еден аплауз за компанијата Божиновски, застапник за некои од најдобрите брендови, часовници, луксузен накид, а на крајот на ова убава конференција една од присутните дами ќе стане добитничка на нешто за што секоја дама сонува, а тоа е дијамант. Затоа останете со нас до крајот на конференцијата, кога ќе биде и официјалното излекување. А сега ја поканувам да дојде мојата колешка Ивана Хаджиевска-Кошка и да ги представи своите панелистки. Драго ми е што сум дел од овој настан. Ќе започнам со Божиновски, кој што е покровител на ова панел дискусија. Божиновски започна скромно со работа во 1996 година во Битола со продажба на златен и сребрен накид. Низ годините прерасна во синоним за квалитет, луксус и престиж. Портфолиото на компанијата вбројува повеќе брендови за часовници и накид, Swatch, Calvin Klein, Tissot, како и луксузните брендови Longines, Montblanc, TAG Heuer, Breitling и Omega. Но приказната не застанува тука. Божиновски располага и со најсовремениот сервисен центар и нуди безпрекорна грижа за вашите часовници и накид. Божиновски часовници и накид ги обединува брендовите, луѓето и стилот преку искуства кои инспирираат и поврзуваат. Кога станува збор за модата, ситуацијата во светски рамки е таква што се повеќе модни марки, познати по своите логотипи, бележат пат на продажбата. Некои сметаат дека делумно причината за ова е големиот расчекор помеѓу богатите и сиромашните, па видливото истакнување на скапоценостите може да се чини претерано. Во меѓувреме, Балканот е преплавен со тони и тони кинеска гардероба, лажни брендови и шверцувана роба, која стана правило, а не исклучок. Како модните индустрии и модните сцени на малите балкански држави ќе ја преживеат кризата кога со неа едва излегуваат на крај и големите светски модни гиганти. За модните дилеми на жените во Македонија ќе дискутираат модните блогерки Елизабета Димовска, Емилија Вучиновска и Александра Спасеска. Дизајнерите Антонија Ристовска, Ивана Кнес и стилистките Цаци Паковска, и Магдалена Медичи. Драги дами, добар ден и до вас. Драго ми е што сум вака во убаво женско друштво, па можеме да муабетиме на неколку теми поврзани со женската мода и со она што ги засега жените. Додека кај нас луѓето излегуваат и претураат во кантите, собираат пластични шишиња, за да соберат пари за леп. Холивудските звезди за носење на еден дизајнерски фустан можат да заработат и по $250,000, а нашите дизајнери помеѓу 30 и $50,000. Каква е ситуацијата кај нас? Еве ќе почнам со дизајнерките. Кажете ми, што се случува на таа тема? Значи, имате ли вие доволна заработка и можете ли да заработите за свој пристоен живот?
вака сега, дали тоа се стварно суми што ги спомна Ивана, $250,000, суми за кои ние на овие простори навистина ни е мисловна именка. Ама и во светски размери тие пари се малце, да, тоа информацијата не е станува баш збор за звезди кои заработуваат милионски суми долари и за нив веројатно $250,000. Па ниту тие се ништо. ниту тие ги носат. Може би и тие не ги ни Тие плаќаат. фустани они ги позаемуваат. Може би тие не ги ни плаќаат, него тоа се нели лица за презентација, е како што вели Цаци, тоа се суми кои може би дизајнерите ги валоризираат своите креации, но дали навистина се продава, меѓутоа знаеме дека се продаваат во некои џетсетерски кругови, некои такви милионски илјадници евра. Меѓутоа, сепак, нели, работиме, ние сме жители на Македонија, работиме на овие простори и ние многу добро ја познаваме ситуацијата и до каде можеме да одиме со цените на, еве конкретно ќе зборувам за цените на моето ателје. Значи, дури многу пати јас свесно знам дека креации кои ќе ја направам со по, не знам, 150 сати работни, кај што се везе многу и што нели допира до високата мода. Јас свесно знам дека можам да ја изложам, да ја истакнам и да ја пуштам на продажба, дека во Македонија многу е тоа стварно веројатноста да се продаде навистина е многу мала. Со тоа што како ателје сепак ние треба да имаме креации за имидж, нели тоа е веќе и нормално да си ја пуштиме креацијата и да покажеме што можеме да изработиме. Меѓутоа, она што најголем дел го практицирам во своето ателје, тоа е она што може да допре до нашата македонска жена. Затоа што не е само креацијата да ја облече, сега живееме во едно време кај што покрај креацијата треба добар стајлинг, што значи фризура, шминка, добра чева, добра ташна, така да се тоа е во некоја граница да може да преживееме како ателје, може би од сите овде присутни имам најдолго искуство, најдолг ателјето постои повеќе од 20 години. Имало периоди навистина кога, да речеме, се одело по работ, па се размислувало дали да се продолжи, дали да се менува нешто, меѓутоа пак кога е љубовта многу голема кон таа работа, мислам одлуката секогаш е позитивна да се остане. Со тоа што, нели како мора да има секогаш, јас како дизајнер главен на ателието, треба да се има еден сенс кон тоа што публиката ќе го сака и што ќе да се биде постојано иновативен, да се биде постојано нешто ново да се понуди, али секогаш балансот за цената мора да биде присутен. Може би треба да се биде безкомпромисен, дури некогаш велам не правам попуст, подобро ќе го подарам како парче вредно кој заслужува да се подари, отколку да се оди испод она ниво што заслужува едно дизајнерско парче. Така да мислам дека не сме баш во многу завидна ситуација, меѓутоа уште ова би го кажала, може би пак ево од друга страна интернетот е тој што ни ја дава таа гранка, нели, према поширокиот свет, према Европа, према така да ете со онлайн продажбата, па ете се обидуваме ателјето да достигне некое друго ниво, да отскокнеме малце од просекот. Така. Ивана, ќе те прашам тебе, бидејќи долго време соработуваш со Мија. Добра, да. Имате одлична соработка. Дали ова е пракса, значи во светски рамки е пракса, нели, дизајнерите да им плаќаат на своите модели за да ги рекламираат, дали е тоа пракса во Македонија? На своите модели, не знам, јас и драма кога ја започнав поинаку, не ја започнав со некоја стандардизација на користење на модели и понатаму продолжетокот на драма беше пронаоѓање некоја специфичност кај жената. Ми е доволно специфична сама по себе за да го представи сето тоа, нели, како што и Тамара, како што се и пар личности со кои сум соработувал. Се разбира дека се добар медиум за презентација на еден бренд. Сега тоа како и зашто и дали е почнато и дали е исправно или не е моје да го кажам. Меѓутоа, можам да ви кажам дека многу поуспешни презентации на некој модел сум имала од некоја девојка која што апсолутно не е позната во јавноста и првпат го обликува тоа, се фотографира, става фотографии. Фидбекот знае да биде многу поголем во таква ситуација отколку од некој селебрити. Значи кај нас работите се малку поспецифични, да речеме. Не знам колку има тој поим селебрити кај нас, можеби само една звезда во моментов. Нема да ја кажам која е, се знае која е.
Значи не верувам во тоа дека еден некој може да ти го представи моделот како што тоа се случува во светот. Со оглед на тоа што и тие фустани кои што се бираат за ивенти од типот на Оскари и слично, гала вечери, се внимателно одбрани модели кои што се знае и се претпоставува дека широката маса ќе ги побара. Значи не е тоа некоја случајност, не за џабе ако забележите, вратете ги Оскарите наназад, со текот на времето, со текот на историјата, се побледи и побледи се силуетите, се поедноставни модели, се поедноставни хаљини, прототипи кои што се апсолутно исти. Значи ако забележите, отворете 70 Оскари додалба, значи митот на влегување со конј во диско било нормално. Сега се подразбира да е тоа некоја пудер боја, кожа боја, деликатна чипка, везеници и слично. Значи веќе по целиот свет, според мене, добива некој прототипен изглед на тоа што се продава, као мање више на унифицираност. И сега истото се бара веќе и кај нас. Значи, веројатно и Антонија има забележано, и Цаци и сите кои што го работат ова, побарувањето е поинакво. Значи, ако некогаш жените барале да се истакнат, да бидат посебни, да се забележат во маса, некоја храброст е исчезната за тоа и некако се сведува на тоа да се блендираме, да сме исти. Тоа е нешто со кое што мислам дека имаме посериозен проблем отколку копањето во контейнери, кој што го напомена, бидејќи копаат во контейнери во светот. Секаде. Значи не мора да ставаме акцент на тоа кај нас. Цел света и со криминал, и со проблеми, и со итн. Мислам дека малку повеќе треба да ги акцентираме тие некои убави работи, малку повеќе треба да вреднуваме. Тоа што мене страшно многу ми пречи во моментов е коментари што ги слушам од луѓе инаку, зошто да дадам известна сума за гардероба произведена во Македонија, кога истото можам да го купам во Италија. Па побогу тоа прво се работи на Бали, ако веќе идеме на таа карта, мислам. Имајте во предвид дека ние во Македонија, бар јас за мене можам да кажам, мислам дека Антонија ќе се согласи. Мислам доста повеќе се мачиме условно речено од странски дизајнери. И таа евалуација на подобро ќе носам Dolce & Gabbana него било што друго, да речеме, мислам, тоа малку треба да се размисли и треба да разберете дека ние сме тука за вас и ние сме поблиску за вас и сега не е во ред и не е фер луѓе во Европа повеќе да не ценат отколку тука. Значи тоа е малку проблем според мене. Посебно што добиваат од наша страна една комплетна друга услуга со сите совети, препораки во однос на тој стајлинг. И директен контакт со нас, и соработка, и некое лично време подарено. Значи, тоа во светот се цени, кај нас не. Да, предпоставувам дека вие го смислувате комплетниот стајлинг, значи фризура, шминка и така натаму. Зависи колку што би одговарало, што би одговарало на облеката. Јас претежно може да моје мислење и совет, меѓутоа си препуштам на лица кои се нели сепак фризери, шминкери, друго е за стајлингот целосен како стилист. Кога некој ќе побара од мене некој совет ќе го дадам, меѓутоа сепак за да се биде стилист треба да се има и нешто повеќе отколку да се биде дизајнер. Така да мислам дека тоа треба да биде дури на западот кога се прават реви, стилисти ги комбинираат парчињата дизајнерот што А што не викате вие стилисти на вашите реви? Да ти кажам искрено, јас прв пат това година кај нас не функционира тоа. Зашто не функционира? Па не функционира тоа затоа што можеби се уште верувам дека најдобрите комбинации ќе си ги направам јас како што сакам да изгледа. Не сте обидете, можеби ќе ви изненадите. Ќе се обидам, значи не значи дека не треба да мислите дека за мене јас давам. Не го сватив така. Знам, значи има и други лица кои се да речам, нели, што си се занимаваат со мода, со кои имаме убав и контакт, апсолутно се сложам дека може да се направи. Меѓутоа, еве зошто не сум го направила. Сметам дека сегаш најдобрите комбинации си ги сакам како што јас ги гледам да ги презентирам. Меѓутоа, еве блогерите се тука, нели, вратата ни отворена, покана за сите кои сакаат и малку на поинаков начин да представат наши. Не, тоа веќе блогерите представуваат некаков индивидуален стил. Зборувам, например, кога се смислува една колекција, проблемот што е кај нас, да речеме на фестивалите. Бидејќи јас работам и како стилист, меѓутоа имам и модна емисија, во која што најчесто ги коментирам изгледите на тие фестивали. Да, јас слушам и благодарам убавите комплименти. Значи, работата е што ние имаме прекрасни креации, меѓутоа кога ќе се осмислени во лош стајлинг, тоа изгледа катастрофа.
Кога ќе кажеме дека пејачот ти изгледа лош, одма цаци да зборува дека на Ивана Звезда, најдобар на свет. Многу е важен и стилот на Не, дизајнерот. друго сакав да кажам, само извини. Се поелегантни да Ние кажам. зборам конкретно, сега дека го спомна тоа, па јас се надоврзав, а нема врска ни со темата. Да дополнам и тоа дека сепак комбинирање друго. кога еве јас со работката што имам и со јавни личности и пејачи, значи не секогаш се прифаќа сугестијата. Па затоа имаме само неколку звезди, а имаме многу пејачи. Па сепак некои одлуки кога ќе си ги донесе некој сам тука, нели, и твоето влијание до некаде. Ако другата страна, на пример, нема да ги прифати сите. Ама јас сум се нашла во милиарда такви ситуации кога соработуваш со некоја не прифаќа комплетната идеја. И не зборам за тоа, меѓутоа дека го спомнавте, не дека е во темата, меѓутоа дека спомнавте дека би сакале или не ангажирате стилисти, заради тоа и ве прашав, инаку нема врска со темата. А кога сме веќе